Добар ден, почитувани гледачи. Започнуваме со ново издание, нов прилог во рамките на Слободна ТВ. Оваа тема ќе биде позната, станува збор за извештајот во сенка или поглавје 23 што го подготви Институтот за европска политика. По тој повод ја поканивме истражувачката од овој институт Беба Жагар со цел да видиме кои делови се карактеристични за Македонија во овој период и што е она што Европската Унија го предлага на нашиот пат кон наше членство во Европската Унија. Господје Жагар, добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата. Лично бев присутен на презентацијата што ја направивте пред новогодишните празници и според реакцијата на присутните, очигледно дека извештајот имаше полн погодок. Од повеќето дискутанти укажаа на слабостите во судството, укажаа на корупцијата и укажаа на мерките што треба да ги преземе македонската држава за да може да бидеме подобро општество или подобро организирани. Кој е вашиот впечаток, да речеме, од таа трибина во контекст на резултатите што ги дадовте во извештајот? За почеток ви благодарам и за вашето присуство на дискусијата и за вашите коментари. Да, тоа е една од фазите на подготвувањето на извештајот во сенка за поглавјето 23. За почеток ние почнуваме со истражување на официјални извори од државните институции, правосудните институции, па медиумското известување за случувањата во поглавјето 23. Но секако вклучуваме и представници од институциите и од граѓанските организации пред и во текот на пишувањето, а и преку таа дискусија за нацрт извештајот. Колку овој извештај во сенка е релевантен според вас пред институциите во Македонија и Европската Унија? Што всушност представува тој? Една од програмските области во кои што действува Институтот за европска политика е демократијата и владењето на правото. Поглавјето 23 е една од оние специфични преговарачки поглавја кои што им помага на земјите кандидатки за членство во ЕУ да создадат, да постават општество кое што е засновано на владењето на правото. Па нашиот извештај за поглавјето 23 за периодот од октомври 2022 година до септември 2023 се фокусира токму на ова поглавје, односно на областите правосудство, борба против корупција и темелни права. Сметаме дека има влијание, има значење заради тоа што се поклопува нашиот извештаен период со оној на извештајот на Европската комисија за државата и ја следи структурата на поглавјето 23. Па ние преку овој извештај даваме своји заклучоци и препораки за случувањата во оваа област. Овој извештај не е прв, со оглед дека во неколку години го следите развојот на Македонија во однос на легислативата, она што би нарекле право или човекови права. Меѓутоа, сакам да дадете едно свое толкување врз основа на резултатите од овој извештај за корупцијата, односно Северна Македонија, како што наведувате во извештајот, е рангирана на 87-то место во светот со 39 индексни поени, додека во претходната година била 111-то место со 35 индексни поени. Ова оцена ја дава всушност Transparency International. Кој е вашиот впечаток кога би ги погледнале повеќето извори за проблемот со корупцијата во Македонија? Навистина ли овој проблем е голем и сериозен? Така е, да потврдам дека ова не е прв извештај во сенка кој што е објавен од страна на Институтот за европска политика, туку е 8. Ние повеќе години го следиме ова поглавје, односно случувањата во државата и надвор од неа во поглавјето 23, додека извештаите, например на Transparency International или на Freedom House покажуваат одреден напредок на Република Северна Македонија во областа на борба против корупција, сепак остануваат и оние препораки дека се потребни поголеми напори во оваа област. Особено во поглед на зголемување на ресурсите на институциите кои што се борат со корупцијата, понатаму спроведувањето на националната стратегија за борба против корупција, како и потребата од повеќе правосилни пресуди во случаите на корупција од висок профил. Гледајќи го извештајот на Државната комисија за спречување против корупција за спроведувањето на националната стратегија, загрижувачки е што во 2022 година само 10% од активностите предвидени за таа година се спроведени. И поради тоа сметаме дека се уште останува значајно прашањето на борба против корупција.
Во извештајот посочувате три причини, според мене три фактори кои се клучни во однос на корупцијата. Првиот го наведувате клиентелизмот, вториот неказивоста и, како што го спомнавте пред малку, корумпираноста на владени функционери. Дали имате обичај во истражувањето или во подготовката на извештајот да користите и екзактни податоци, односно објективни, а не само перцепција на мислење на граѓаните или на институциите? Да, апсолутно. Извештајот се подготвува на начин што се спроведува истражување за почеток на извештај и анализи кои што се објавени од официјални извори, како што споменав, од државни и правосудни институции, извештаи и анализи подготвени од граѓански организации, а потоа и медиумските известувања за случаите. Исто така испраќаме и барање за слободен пристап до информација од јавен карактер, на кој начин и институциите можат да го дадат својот придонес во извештајот. И последно ја спомнавме дискусијата по повод нацрт извештајот, каде што имаме значајни коментари и забелешки кои што ги даваат присутните представници на институции и граѓански организации, а кои што ние подоцна ги вметнуваме во финалната верзија на извештајот. Во една од мерките што ги предлагате во рамките на овој извештај и што проценувате дека е битно, е промената на кривичниот закон. Во периодот кога е пишуван извештајот, законот уште не беше донесен, меѓутоа сведоци сме по неговото донесување дојдоа големи реакции од граѓаните. Дали постои некое лично разочарување ваше или воопшто разочарување во рамките на ЕПИ со промените во кривичниот закон, кои некои дела се спуштија според казнивоста, а вие го посочувате елементот на неказнивост? Конкретно се работи за вторите измени, бидејќи имавме една прва измена на кривичниот законник минатата година во февруари. Зборуваме за втората измена која што се однесуваше на намалување на казните за кривичните дела злоупотреба на службена положба и властување и злосторничко здружување. Она што извештајот го забележува е дека во одреден број на случаи јавните обвинители различно реагирале. Значи, зборуваме за оние случаи на висока корупција. Например, во одредени случаи јавниот обвинител рекол ќе се тргне на страна обвинението кое што застарува за овие кривични дела, ќе се продолжи со рочиштото врз основа на обвиненијата за кривични дела кои што не се застарени, додека имаме други случаи каде што рочиштата се одложиле на барање на јавните обвинители, за да може да го испитаат влијанието на оваа измена врз конкретните обвиненија. Така што останува допрва да видиме како овие измени ќе влијаат на случаите каде што се обвинетите се товарат за овие кривични дела. Исто така тоа представува една од нашите препораки во извештајот, односно да се внимава со измените и начинот на примената, односно имплементацијата на овие измени во судските случаи. Сега три институции би спомнал, вие едната ја спомнате, тоа е ДКС, Државната комисија за спречување на криминал, Народниот правобранител и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Во вашиот извештај тие се разложени во однос на активностите. Можете ли да дадете еден пресек на нивните активности во контекст на прашањето за корупција и дали тие укажувања придонесоа да се намали или да се казнат сторителите, односно сега го потенцирам и четвртиот фактор, односно четвртата институција, тоа е јавното обвинителство. Така, како што споменав, извештајот опфаќа три области: правосудство, борба против корупција и темелни, односно фундаментални права. Народниот правобранител и Комисијата за спречување и заштита против дискриминација се сместени во третиот дел, односно во темелни права. Имено Народниот правобранител, според податоците од годишниот извештај за 2022 година, разгледувал, односно постапувал по 3482 представки, почнал постапка во 62,41% од случаите. Во оваа извештајна година, во 2022, најголем број на констатирани повреди беа од областа на заштита на правата на децата и од областа на правосудството. Народниот правобранител имаше значајни мислења и даде значајни препораки, особено во поглед на казнено-поправните установи, односно пренатрупаноста, лошите хигиенски услови, недостатокот на медицински третман, како и недостатокот на образовни асистенти за децата со попреченост, за учениците со попреченост. Од друга страна, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
Минатата година, односно 2022 година, па и 2023 се соочи со недостаток на членови, беше објавен јавен оглас, па знаете дека се избраа членовите, односно веќе е предложена листа на членови, треба собранието да ги потврди, но тоа нашиот извештај не го покрива бидејќи не е во извештајниот период. Комисијата за спречување и заштита против дискриминација исто така има зголемување на представките кои што ги примиле од страна на граѓаните за 188%, што го покажува зголемувањето на довербата на граѓаните во оваа институција. Сепак и извештајот на Европската комисија за 2022 година и нашиот извештај посочува на истите проблеми со кои што комисијата се соочувала и порано. А тоа е недостатокот на логистички и финансиски ресурси, недостатокот на финансиска независност и на административен кадар, како и недостаток на разновидност во составот на комисијата, особено во однос на полот и на лицата со попреченост. Сега сакам да направите еден пресек на работата на Судскиот совет. Тоа го има и во вашиот извештај. Меѓутоа и во рамките на трибината беше посочено дека Судскиот совет во начинот како е конципиран или неговиот формат, каде што се очекува судството да биде независно, што никој не ја напаѓа таа темелна вредност. Меѓутоа, вториот елемент дека судиите се способни самите да ја направат реформата, очигледно дека во овие 10-15 години тоа тешко оди. Кој е вашето мислење да се размислува, како што беше речено на трибината, дека всушност треба да се реформатира целокупниот судски совет, персонално или начинот на изборот на представниците? Односно, имаше дискутанти кои рекоа дека во Судскиот совет не мора да бидат само судии, туку се водеа со онаа премиса дека поротата не ја сочинуваат само адвокати или судии, туку угледни граѓани кои знаат што е морално или што е лошо или што е добро. Така, извештајот во сенка ја следи работата и на Судскиот совет и на Советот на јавните обвинители. Во извештајниот период имаше поголем број на случувања, особено во однос на Судскиот совет кој што извештајот ги нотира. Она што е значајно да се спомене дека заврши работата на оценската мисија, ги очекуваме препораките од оценската мисија во однос на Судскиот совет и случувањата во него и допрва треба да се види како тие препораки ќе се имплементираат, односно дали би имале, како што споменавте, за да го смениме начинот на избор на членови на Судски совет или за да го смениме составот, дали ќе имаме промена на законот за Судскиот совет или ќе имаме донесување на нов закон за Судски совет. Тоа е прашање за следниот извештаен период. Се согласувам. Сега би сакал да ми дадете коментар, иако тоа го нема во извештајот. Јавноста беше згрозена, да речеме, со таков збор кога се изврши измена или смена, упад, користете и вие свој збор со тогашната председателска, каде што видовме сега управниот судија врати. Дали и тоа ќе влезе сега во наредниот извештај како уште едно камче во мозаикот на лошото судство или на институциите од судската област кои лошо работат? Секако, тоа е значаен настан, значајно случување кое што секако ќе биде вклучено и во следниот извештај во сенка кој што ќе биде подготвен за следнава година, односно оваа година. Треба да се види повторно, исто како и за препораките од оценската мисија што ги споменав, дали и како пресудата на управниот суд ќе се имплементира, какви промени таа ќе донесе во сегашниот состав на Судскиот совет и дали таа ќе влијае на следниот избор на членови и на претседател на Судскиот совет. Имате впечаток дека сегашниот Судски совет и воопшто судиите имаат капацитет на вистина во наредната година, оваа што почнува 2024 да се одважат и да ги лоцираат слабите појави, односно лошите појави или лошите поединци? Се уште на почеток годината, па би сакала да видам како тоа ќе се развива. Не би сакала да преюдицирам ништо, да кажам дека ќе има одреден исход. Оптимизмот не постои кога станува збор за судската власт. Би сакала да видим. И познато е дека судството има најнизко ниво на доверба или највисоко ниво на недоверба. Во рамките на ова Државната комисија за спречување на капитал, мислам дека и вие посечувате во извештајот, е со највисок углед. Што се случува во однос на нивната работа каде што обвинителството не успеа да ги процесира многу укажувања? Дали наоѓаме сега во рамките на тој правосуден систем спрега од повеќето фактори како што се судиите, обвинителите, адвокатите и сите други, политичарите секако?
Да, така е. Државната комисија за спречување на корупција ужива големо ниво на доверба помеѓу граѓаните. Истото се надеваме дека ќе продолжи и со следниот состав кој што ќе започне со работа во февруари оваа година, а ќе следиме секако и нивната работа и за тоа ќе биде известено во следниот извештај во сенка. Секако Државната комисија за спречување против корупција, нејзиното ниво на доверба помеѓу граѓаните, мислам дека се должи на тоа што работеше на голем број случаи на висока корупција, односно корупција од висок профил и отвори многу звучни случаи, односно случаи за звучни имиња во извештајниот период на овој извештај во сенка, а и секако соработуваше со голем број на институции, меѓу кои јавното обвинителство. Сепак, значајно е да се спомене дека и кај нив има недостаток на ресурси кај Државната комисија за спречување против корупција, како и во јавното обвинителство. Во јавното обвинителство особено загрижувачки податок е тоа што има недостаток на јавни обвинители во сооднос на предметите кои што тие ги добиваат, односно годишно секој јавен обвинител се справува со 170 случаи. Па сега прашање ние треба да размислиме колку јавниот обвинител може да процесуира квалитетно и ефикасно 170 случаи годишно. Исто така јавните обвинителства се соочуваат со недоволна техничка екипираност, недоволно финансиски ресурси, логистички ресурси. Уште еден загрижувачки тренд е тоа што до сега имаме само 4 формирани истражни центри, односно од 2018 година немаме нов истражен центар. Овие недостатоци и предизвици за јавното обвинителство ги нотира и извештајот на Европската комисија и ние во нашите препораки препорачуваме ја нагласуваме потребата за зголемување на ресурсите на овие институции кои што се борат против корупцијата. Господје Жагар, како истражувач во ЕПИ и кога ја следе вашата презентација и потоа и почитањето на извештајот во сенка, односно препораки 23, добив одредена слика што на некој начин е корисна и за луѓето што се професионалци во оваа област да го прочитаат овој извештај ако тоа не го направиле, особено поврзано во делот на препораките што ги давате во извештајот за овие две области, за корупција и за фундаментални човекови права. Може ли накусо да ги слушнеме овие препораки што вие ги гледате како клучни со цел да се применат и да дојде до подобрување на состојбите? Така, извештајот во сенка представува сублимат на нашето следење на поглавието 23, односно резиме на сите наоди, заклучоци, препораки што Институтот за европска политика ги собира во текот на годината. Она што е значајно и што би сакала да го истакнам е дека подетални анализи на овие настани и случувања имаме објавено во нашите квартални извештаи кои што институтот редовно ги објавува на својата веб страница, па би ги поканила сите заинтересирани граѓани да ги прочитаат тие квартални извештаи. Тоа што може да се истакне во областа темелни права е дека постои определен напредок кој што и извештајот на Европската комисија и извештаи на други меѓународни организации го истакнуваат за областа темелни права, но сепак остануваат предизвиците во однос на казнено-поправните установи, односно пренатрупаноста, споменав недоволна хигиена и медицински третман. Понатаму имаме недостаток на одговорност во однос на родово базираното и семејното насилство. Исто така имаме се уште се забележуваат Издруженијето на новинари на Македонија забележува притисоци, закани и напади спрема новинари и медиумски екипи, недостаток на одредени закони за кои што видовме од почнување на процесот, например Законот за матична евиденција, па процесот застана, па ние се уште ги очекуваме тие закони за да имаме напредок во областа темелни права. Кога станува збор за одредени состојби и мерки што се преземаат, правниците или луѓето од оваа област имаат обичај да стават акцент на измена и дополнување на законите, мислејќи дека тие се клучни во однос на подобрувањето на состојбата. Според мене, како социолог, и како новинар, сметам дека тоа има влијание, меѓутоа многу поголемо влијание имаат однесувањата или моралните норми, она што би го нарекле во доменот на социологијата. Тука влегуваат и кампањите или образованието на луѓето. Освен тие легислативни мерки како што се промена на законите, не забележа во извештајот, можеби
подобро вие ќе посочите, дали ставате акцент и на други мерки надвор од правото, како што се овие кампањи и слично за подобрување на состојбите и граѓаните да добијат еден вид просветителство дека нешто е лошо или дека тоа би требало да го пријават со цел да се казни сторителот? Така, како што споменавте, веќе имаме голем број легислативни мерки со кои што се постигна одреден напредок, како што е на пример донесувањето на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета кој што ги штити новинарите, уредниците и правните лица кои што работат во оваа област. Понатаму првата измена на казнениот законник кој што исто така ги штити новинарите, односно го карактеризира нападот врз новинар како напад врз службено лице, а исто така ја имплементира Истанбулската конвенција во однос на родово заснованото насилство. Сепак ние следиме и мерки кои што се стратешки, на пример донесувањето на отпочнувањето на процесот на донесување на национална стратегија за лицата со попреченост, која што по извештајниот период веќе се донесе, како и Законот за систем за лица со попреченост кој што извештајот го нотира како отпочната, сега веќе исто така усвоен. Ние следиме и друг начинот на имплементација на овие закони. Подетално, како што споменав, може граѓаните да прочитаат во нашите квартални извештаи и за кампањите и за начинот на имплементација, но и начинот на информирање на граѓаните. Например, Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги во изминатата година иницираше, односно ја пушти во употреба веб страницата Родот и медиумите, каде што граѓаните може да се информираат и што представува ресурсен центар за начинот на известување за родови прашања во медиумите. Меѓутоа, тоа е исто така забележано во извештајот во Сенка, меѓутоа подетално можете да прочитате и во кварталните извештаи на Институтот за европска политика. Кога станува збор за темата со заштитата на правата на новинарите и воопшто со вршењето на таа дејност, слобода на говор или клевета, ќе оставиме простор во некоја друга пригода, а овој разговор би сакал да го завршиме со две прашања. Првото гласи кои се клучните или дополнителните мерки што се представени во извештајот и кога започнуваат подготовките за новиот извештај. Така, нашите препораки се на линија на препораките на извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија, односно повторно она што го разговаравме, начинот на кој што ќе се имплементираат законите кои што беа донесени, понатаму стратегиите за лицата со попреченост, стратегиите кои што допрва треба да се донесат, например националниот акциски план за ЛГБТ и лицата кои што допрва треба да се донесе. Ние имаме препорака да се донесе што е можно побрзо, да отпочнат или да продолжат постапките како она за Законот за матична евиденција и севкупно сензибилизирање на граѓаните за одредени прашања поврзани со ранливи категории лица, како што се, например, жртви на семејно насилство, жртви на родово базирано насилство, прашања поврзани со лицата со попреченост, со ромите. Секако извештајот во Сенка се подготвува цела година и е една сеопфатна кохерентна целина на нашите истражувања во поглавието 23, така што подготовките се веќе почнати, ќе биде за периодот од октомври 2023 до септември 2024 година и секако ги покануваме сите државни институции, правосудни институции, граѓански организации, сите кои што би сакале да придонесат за подготовката и поединци, така и стручни лица кои што би сакале да придонесат за подготовката на овој извештај, да ни се придружат, може да не контактираат или преку веб страницата или преку дискусијата што редовно секоја година ја одржуваме за нацрт извештајот. И би биле среќни и благодарни доколку го направите тоа. Јас ви благодарам за гостувањето во Слободна ТВ, господјо Жагар, и ви пожелувам повторно да изготвите извештај во кој ќе ги посочите како добар дијагностичар состојбите во македонското општество со цел на вистина да направиме и подобро општество. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, беше ова разговор со господја Беба Жагар, истражуваш од Институтот за европска политика, со која се обидовме да поразговараме за актуелните состојби во македонското општество во светлината на извештајот во Сенка, поглавја 23. Продолжуваме со други содржини.